Пресконференција на темата вработување во јавното предпријатие ИСАР денес одржа штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Меѓу другото, опозицијата нагласи: во овие тешки времиња, кога многу фирми пропаѓаат, се отвораат стечајни постапки, а илјадници работници остануваат на улица. Замислете, јавното предпријатие ИСАР денес во дневните печати објавува оглас за вработување на 56 работници. И наместо да се трошат пари за нови вработувања и да се правдаат дека честите дефекти се заради застарената водоводна мрежа, директорот и градоначалникот истите средства можат да ги пренаменат за нова водоводна мрежа. За жал, локалната власт на чело со градоначалникот Сашко Николов и директорот Здравко Коцев во пресрет на предстојните локални избори ќе се обидат да грижат партиски послушници и со тоа да го ублажат поразот кој што им следува. Од спротивната страна, директорот на јавното предпријатие ИСАР Здравко Коцев за прозивките од опозицијата имаше лаконско објаснување. Одговор на овој детски прес ќе биде, како и обично, пред да кажат нешто, треба добро да размислат. Значи, овие луѓе, што моментално за нив е распишан оглас, работа 3, 4, 5, па и повеќе години, за нив јавното предпријатие издвојува средства, како за нивен личен доход, така и за нивно осигурување. И не знам зашто тоа е толку сега страшно, и дека тие луѓе ние не ги увезовме од Бангладеш па да ги вработуваме, значи тие се луѓе жители на општина Штип, работат повеќе години и не знам тука што не е јасно.